Вести на Канал 8. Добро вечер. Поплавени куќи, дворови, подруми е билансот од поројните дождови што го зафатија Кочани. Најоштетени се куќите на жителите на улицата Роза Петрова. Цела ноќ со кофија изфрлале на влезената атмосферска вода помешана со кал, земја и песок. Бараат помош од надлежните за решавање на проблемот кој се провлекува со години. Атмосферската вода веќе 6-та година им ги уништува домовите на граѓаните кои живеат на улицата Роза Петрова. Најголеми се штетите на последните куќи од улицата, кои од влага почнале и да попуштаат. Целата вода од поројните дождови што се слева се собира кај нив. И не доаѓа само вода, туку кал, песок и ѓубре. Преку вратите, преку дидовите ми прелива вода и дома. И целото ѓубре, комплетно од целата населба. Дали да е тоќе, Тикшински лозија, или Драчевик, или Бејрутчегове каменија, целата вода е тука. Штетата не е еднострана. При поројни дождови се излеваат и канализациите, се запушуваат и доаѓа до поголема штета. Атмосферските води и плюс канализацијата враќа канализацијата. Таа шахта има таму и таа шахта враќа таму од канализацијата. Позади мене од другата страна има и друга шахта. И таа шахта враќа од канализацијата. Што значи, се што да е, и атмосферски и канализациони води, се е тука кај мене. Не е издржливо тоа, ќе стане тука извор на заразни болести. Граѓаните неколку пати реагирале до комуналното јавно предпријатие Водовод, за да го исчисти делот позади куќите, за да може слободно да се слева водата и да не навлегува во домовите. Се обратиле и до надлежните во општината. Многу пати имам одено во собрание. Кај Драги Илиев имам одено запознање со проблема, директорот на Водовод исто така запознаен со проблема, градоначалникот е запознаен со проблема, меѓутоа сите ми испраќаат со вие идете си дома, во најкус можен рок сето тоа ќе се реши. Од општината велат дека во план е реализирање на проект за решавање на проблемот со отпадните води кој е планиран да се спроведе во 2014 година. До тогаш граѓаните ќе мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. По жетвата на површините засејани со новиот турски ориз, ќе треба да се одлучи дали и кои сорти ќе продолжат да се одгледуваат во Кочанскиот регион. Од Турската агенција за соработка и развој најавија дека освен семињата ќе донираат и потребна опрема за испитување на квалитетот на производството. Соработката на македонските оризопроизводители и турските земјоделски експерти нема да остане само на експериментално засејување нови сорти ориз. Како резултат од веќе подпишаниот договор меѓу Македонското министерство за земјоделство и Турската агенција за соработка ТИКА за потребите на лабораториите на Земјоделскиот институт во Кочани, веќе е донирана дел од потребната опрема. При неодамнешниот престој кај нас, директорот на агенцијата Махмуд Чевик најави дека треба да пристигнат и други технички средства за испитување на квалитетот на производството. Биз burada kaliteli üretim. Ние пред се за подигнување на квалитетот и рандоманот ги донесовме овие сорти и имаме донации, имаме како овие технички прирачни средства и лабораториски за работа. Ние веруваме дека со успешно, со квалитетно производство, со сорти со овакво висок квалитет, ќе допринесеме и од економски аспект и од аспект на здрава исхрана. Техничката и лабораториската опрема, што како донација пристигна во Кочани, беше представена при посетата на Земјоделскиот институт. При разгледувањето на површините засејани со турските сорти ориз, беше речено дека дел од нив веќе ги покажале своите предности во поглед на вегетацијата и квалитетот на зрното. Сепак, кои од нив ќе продолжат да се испитуваат, дополнително ќе се утврдува, откако ќе заврши жетвата на сите засејани површини. Гала, Кызылтан, Гөнен, Халилбей и другите сорти, мислиме дека сите имаат една добра адаптација и овакво во овој регион. Во текот на нашите состаноци ќе дадеме одлука кои вид или кои видови се ќе останат и според тоа ќе продолжи втората фаза. Македонија сама ќе одлучи за својот вид. Представниците на агенцијата ТИКА рекоа дека се презадоволни како досега се одвиваат работите околу испитувањето на новите сорти. Иако учествувале во многу меѓународни проекти, соработката со Македонија ја оценуваат како една од најдобрите досега. Во сите земји знаеме како се раководат проектите, милиони долари се трошат, но не се доаѓа до таа цел што треба да се дојде. Фактор за ова е што не се инволвирани квалитетни експерти како нашите во овие проекти.
Со оглед што турските сорти имаат пократка вегетација за 15 дена во однос на стандардните што сега се одгледуваат во Кочанскиот регион, нивната жетва на одредени парцели е завршена. До средината на овој месец, експериментално засејаните површини целосно ќе бидат ожнијани, пошто ќе се знае која сорта покажала најдобар квалитет и принос. Центарот за јавно здравје Кучани ги набави потребните дози вакцини против грип. Се очекува имунизацијата да започне во втората половина од овој месец. 2200 е набавениот број вакцини против грип што треба да ги задоволат потребите за општините Кочани, Виница, Берово, Делчево, Каменица и Пешчево. И годинава вакцината против сезонски грип ќе чини 400 денари, а вакцинирањето ќе започне во втората половина на октомври, кога ќе се добијат насоките од Комисијата за заразни болести, информираше директорката Благица Ѓурковиќ. Вакцината против грип е незадолжителна и се дава на доброволна база. Против грип е пожелно да се вакцинираат сите луѓе кај кои не постојат контраиндикации за вакцинација. Сепак има така наречени приоритетни ризични групи на кои посебно им се препорачува редовна вакцинација со вакцина против грип секоја година. Во оваа категорија спаѓаат повозрастните лица, вообичаено оние над 65 години, лицата со хронични форми на заболувања без оглед на возраста, пред се хронични белодробни, срцеви, бубрежни и црнодробни, како и метаболни заболувања, нарушување на имунитетот од било каков вид, вродени или стекнати болести, малигни форми на болест, а задолжително се препорачува вакцината да ја примаат и бремените жени, како и децата и помладите лица, кои се на долготрајна салицилатна терапија поради некоја друга основна болест. Локалната самоуправа распиша нов оглас за продажба на државно неизградено земјиште. Заинтересираните граѓани и фирми ќе можат да се пријават за јавното надавање, што ќе се одржи кон крајот на овој и почетокот на идниот месец. Општина Кочани по 12-ти пат ќе продава државно неизградено земјиште со јавно надавање. Веќе тече огласот за продажба на вкупно 29 парцели со различна намена и на неколку локации во градот и околината, како и на Пониква. 16 од парцелите се за изградба на индивидуални, а 7 за викенд куки. Плацевите за индивидуално домување се со површина од 280 до 850 метри квадратни и се наоѓаат на улиците Скоевска, Кирил Дзмбов, Крум Вранински, Мишо Арсов, Ѓорче Петров во населбата Драчевик и во населбата Трајаново Трло. Со слична површина се и парцелите за викендички на Пониква, што се наоѓаат во склоп на викенд населбата во близина на поранешниот ски лифт број 2. Исто така, на Пониква, локалната власт на продажба повторно ги нуди двете парцели за изградба на објекти за временно сместување, за кои неизмјатите неколку огласи немаше заинтересирани. На овие парцели е предвидено да се градат хотели, а тие се со површина од 1600, односно 2000 метри квадратни. Последните 4 парцели во местноста Драчевик се предвидени за изградба на објекти за лесна индустрија и мало стопанство. Пријавите за учество на јавното наддавање за градежно земјиште со намена за изградба на објекти за индивидуално домување и викенд куки можат да се поднесуваат до 9 октомври, а за парцелите за производство, дистрибуција и сервиси и за временно сместување до 21 октомври. Почетната цена е веќе вообичаената од 61 денар за метар квадратен. Наддавањето за парцелите за индивидуалните и викенд куките ќе се одржи од 15 до 18 октомври, а за останатите 6 плацеви на 28 октомври. Скоро ниту еден возач на моторно возило не користи сигурносен појас, а повеќето од нив разговараат на телефон додека возат. Сообраќајните незгоди настанати поради тие причини зачестиле, констатираше Кочанската полиција. Дури и при мали сообраќајни незгоди, без врзан безбедносен појас, ризикот за добивање тешки телесни повреди е висок. Полицијата апелираше на почитување на законот кој вели дека возачот на моторно возило во кое се вградени сигурносни појаси и лицето што се превезува со тоа возило се должни да бидат врзани со појасите за време додека возилото се движи во сообраќајот на пат.
На лицата што ќе постапат спротивно со оваа одредба им се одредува глоба од 20 евра во динарска противредност или 10 негативни поени. Кучанската полиција деновиве нема да казнува, само ќе спроведува превентивна акција за користење на сигурносните појаси и за одвикнување на возачите да разговараат на телефон додека возат. Целта на акцијата е да се навикнат возачите да ги користат сигурносните појаси, како и да се намали бројот на загинати и повредени лица во сообраќајните незгоди. Можете и сами да видите дека при днешната контрола сега што ја правиме, сигурно на после секој пети возач, на 5 или на 6 возачи може да се констатира дека еден од возачите користи сигурносен појас. Ќе бидат сопирани возачите, при тоа на сите оние возачи кај кои ќе се констатира дека користат сигурносни појаси, значи ќе бидат давани флаери, додека на другите кои што нема да бидат затекнати со користење на сигурносни појаси, ќе ги ставаат на лице место за да ја стекнат таа навика и при тоа ќе бидат опоменувани дека мора да го почитуваат законот, затоа што согласно Законот за безбедност во патниот сообраќај е предвидено да се користат сигурносните појаси заради безбедност на самите возачи и на сопатниците, заради тоа што нашите анализи покажуваат дека поради некористење на овие сигурносни појаси доаѓа до повреда на самите возачи и на самите сопатници. Освен за сигурносните појаси, акцијата се однесува и за почитување на законот за користење на мобилен телефон при возење. Доколку од страна на возачите се оцени дека има потреба да ги користат мобилните телефони. Законот забранува користење на мобилни телефони, меѓутоа е препорачано да се набави опрема која што се става на увото и со самото тоа да можат навреме да реагираат, значи двете раце да им бидат слободни, да можат полесно да управуваат со возилото. Акцијата на полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај е во соработка со одсекот за превенција при СВР Штип. Полициската станица и оделението за безбедност на патниот сообраќај ги известува собствениците на трактори, работни машини и земјоделска механизација, особено собствениците на комбајни, дека со почетокот на оризовата жетва се очекува зголемена фреквенција на учесниците во патниот сообраќај. Поради тоа упати апел до нив. Полициската станица Кочани апелира до граѓаните да не ги палат страништата на земјоделските парцели, бидејќи може да предизвикаат пожари на други површини на кои има објекти, а исто така да го попречат и нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Собствениците на трактори, земјоделски машини и друга земјоделска механизација по завршувањето на работните активности да ги осигураат своите возила со групирање на истите на едно место и одредување на лице кое ќе се грижи за нив и ќе преземе мерки за заштита од кражби. Да извршат проверка на техничката исправност на тракторите, земјоделските машини и механизацијата, особено на уредите за управување, сопирање и светлосно-сигналните уреди, како и на нивната електрична инсталација. Да се користат обиколните патишта доколку ги има во близина и да се избегне користење на магистралниот пат А3 Делчево Штип и регионалните патишта R1 309 и R2 342. При превоз на товар истиот да биде добро сместен и обезбеден, да не се расфрла по патот и да не се превезуваат лица на товарот, да ги исчистат пневматиците од калта пред излекување на јавните патишта. Полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај апелира до сите возачи на трактори, земјоделски машини и механизација за доследно почитување на сообраќајните правила и прописи, а особено за почесто користење на земјените патишта кои ги поврзуваат селата покрај магистралниот пат Делчево Штип, за полициската станица и полициското оделение да не бидат приморани да преземаат репресивни мерки кон оваа категорија на возила. Ловното здружение Осогово се подготвува за предстојната сезона на прелетен дивеч. На терените во Полскиот регион, што ги користи под концесија, се пуштени нови фазани одгледани во сопствениот капацитет, со што е збогатен ловниот фонд на подрачјето. Со 200 нови повозрастни фазани ќе бидат збогатени терените на ловиштето број 6, кое ги опфаќа атарите на рамничарските села во концесионото подрачје што го користи ловното здружение Осогово. Збогатувањето на ловниот фонд е во согласност со водостопанската основа, според која здружението има законска обврска секоја година да пушта одреден број фазани заради одржување на природниот баланс и обезбедувањето доволен број прелетен дивеч пред почетокот на ловната сезона. Пуштањето на фазаните започна во близина на селата Долни Подлог и Облешево
и ќе бидат опфатени и атарите на другите села од регионот. Денес почнуваме во село Долни Подлог, а ќе пуштаме фазани во одредена бројка спрема бројот на ловците што имаат платено членарина и според местоположбата на теренот, затоа што не може на секој терен да се пушти фазан, бидејќи он мигрира. Фазаните се на возраст од 4 месеци, се во добра форма и се надеваме дека ловците ќе имат успешен лов. Митев вели дека иако обврска на Сдруженијето е да пуштаат по 200 фазани годишно, бројката обично е двојно поголема, зашто ги користат сопствените капацитети за одгледување подмладок. На тој начин им излегуваат в пресрет на своите членови и им овозможуваат подобар улов. Дел од ловците од подружницата од Долни Подлог и сами дојдоа да помогнат во пуштањето на новите фазани, истакнувајќи дека од вкупно 20-тина, само неколкумина меѓу нив се неактивни. Активни ловци не е околу 15 души имат платено членарината, измерена долг од премалоното друштво, така да и толку фазани имаме одредено ни пуштат. Мислиме дека добра оваа сезона ќе биде. Фазаните се веќе во одмината фаза, поголеми, повозрастни, не се пуштени како од претходните години, правевме некоја грешка, пуштавме во мала фаза, кога беа помали, така да не може многу да обстанат. Сега ви мислам дека сите ќе обстанат. Сезоната за лов на прелетен дивеч традиционално започнува на 11 октомври, но фазаните во рамничарскиот дел ќе можат да се ловат дури по 27. Причината за тоа, велат од ловното здружение, е што овде земјоделците се уште се активни околу прибирањето на родот од посевите, па рокот е пролонгиран за да се избегнат непожелни ситуации некој да биде повреден. Искуствата од реализирање на проектите за мултиетничка средина и односи меѓу учениците, Основното училиште Малина Попиванова ќе има можност да ги презентира на меѓународната конференција која на 4 и 5 октомври ќе се одржи во Бугарија. Основното училиште Малина Попиванова преку презентирање на своите активности во врска со реализираните проекти ќе ја подига мултиетничноста во училиштето на повисоко ниво. Ќе присуствува на конференција во Бугарија, на која ќе бидат разменети искуства на повеќе мултиетнички училишта. Нашето училиште, поточно јас како директор на училиштето, сме поканети петок и сабота на 4 и на 5 октомври во Универзитетот Неофит Рилски во Благоевград. Сме поканети на една меѓународна конференција каде ќе бидат излагани практики, односно пракси, педагошки пракси во мултиетнички училишта. Основното училиште Малина Попиванова е мултиетничка средина, така да што на таа конференција со своје излагање ќе имаме можност да ги пренесеме нашите практики кои се овде работени во училиштето во правец на мултиетничката средина и мултиетничките односи на меѓу учениците и да ги слушнеме другите пракси, доколку некоја е спроведлива, доколку некоја е поефективна од оние ние кои ги употребуваме тука, ќе во контакт со тие училишта или со тие презентери кои ќе бидат таму од повеќе држави да ги спроведеме во нашите училиште. Се со цел мултиетничноста во училиштето да ја подигнеме на уште повисоко ниво. Училиштето во соработка со Основното училиште Христо Ботев од Бугарија заеднички аплицираа за проект за меѓугранична соработка и очекуваат позитивен одговор од Европската комисија. Во училиштето учат околу 20% ученици од ромска националност. Мал процент има и од турска. На меѓународната конференција ќе биде презентиран проектот за образовна ресоциализација на учениците, каде учествуваат деца од ромска националност, а има и такви кои потекнуваат од асоцијални семејства. Ќе оствариме контакти и со други училишта во делот на меѓугранична соработка. Можности секогаш има, знаеме дека Република Бугарија е во Европската унија, дека они тие фондови ги користат, ќе пробаме да спроведеме некој проект, пак да аплицираме. Се надевам дека и овој добиваме позитивни сигнали, дека со Христо Ботев заедно што аплициравме, но во делот на инфраструктурата би сакале исто да аплицираме со некое друго училиште, бидејќи партнерот би сакале да аплицираме со различни партнери на меѓугранична соработка.
Преку ваквите проекти се зголемува мултиетничноста во училиштето, а придобивките се на страна на децата од ромска националност. Се зголемува интеракцијата и дружбата на македонските со децата од другите етнички заедници. Екоакција под наслов "И отпадот може да има иднина" по повод Националниот ден за чистење на отпадот ќе спроведе Основното училиште Марина Попиванова. Наставниците и учениците заеднички ќе изработуваат мозаик од пластични затварачи. Еко порака за поубава и чиста средина ќе пренесува мозаикот кој на 5 октомври ќе биде направен од учениците од Основното училиште Марина Попиванова. Преку акција, училиштето ќе ја подига свеста кај учениците за зачувување на животната средина. Ќе се истакне и тоа дека отпадот секогаш не значи ѓубре, туку може да се искористи како креативен материјал. Целата на акцијата ни е подигање на еколошката свест кај граѓаните за зачувување на животната средина, како и фокусирање на вниманието со загадувањето и справувањето со отпадот. Акцијата содржи повеќе активности од едукативен карактер. Ќе биде организирано предавање на тема отпад, како и литературно и ликовно изразување на учениците на истата тема. Изработките ќе бидат изложени во училишниот хол. Главниот настан од екоакцијата ќе се одржи во градскиот парк на 5 октомври, каде учениците со отпаден материјал ќе изработуваат мозаик кој ќе носи своја еко порака. Ги покануваме сите заинтересирани граѓани да дојдат и да станат дел од нашата екоакција. За оваа акција покрај медиумите ќе биде изработен и промотивен материјал, флаери од страна на учениците и ќе биде поделен истиот во јавност. Проектот и акцијата се под покровителство на Асоцијацијата Ајде Македонија. Учество ќе земат сите ученици од училиштето. Истата започнува на 1, а ќе трае до 5 октомври. Следува информацијата од спортот. Осогово со 2 победи, Кочани 2 пати поразен. Одиграно второто коло во детските фудбалски лиги. Во второто коло од детските фудбалски лиги Осогово забележа 2 победи дома, додека Кочани 2 пати беше поразен на гости. Во генерацијата 99-2000 постигнати се следниве резултати. Осогово Зрновка 4:1, Брегалница Делчево Кочани 5:2, Слога 1934 Каменица Саса 2:1 и Рудар Напредок 2:0. На табелата води екипата на Брегалница Делчево со освоени максимални 6 бода. Во генерацијата 2001-2002 Осогово ја совлада Зрновка со 4:1, Брегалница Делчево беше подобра од Кочани со 3:1, Слога 1934 во Виница ремизираше против Каменица Саса 2:2, додека Рудар го совлада Напредок со 1:0. Со 2 победи во исто толку надпревари, табелата ја предводат Брегалница, Осогово и Рудар. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!